Светот стравува од растечка инфлација, додека цените на нафтата на светските берзи уриваат рекорди, неизвестноста околу војната на Блискиот Исток се уште е присутна. Кај нас оваа недела се точат поевтини горива. Дали резултат на намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, има ли план Б владата? Разговараме со заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Господине Ристевски, добре дојдевте во емисијата Финсайт. Добре најдов, мислам дека ќе биде плодна емисијата да ги информираме нашите гледачи и следачи. Така, ви благодарам. Од оваа недела бензините кај нас се продаваат по пониски цени. Цената на дизелот остана иста. На што се должи ова? Дали на вашата владина одлука да го намалите ДДВ-то? Па видете, прво треба да нагласиме, добра беше вашата констатација како прашање дека светот е влезен во една голема светска криза, економска криза со војната на Блискиот Исток. Иран е еден од главните играчи тој регион во дистрибуцијата и снабдувањето со нафта и нафтени деривати. И нормално дека овој конфликт многу влијае на светската берза во однос на цената на нафтата и нафтените деривати. И нормално е дека покрај комплетна светска стратегија имаме регионални стратегии, меѓутоа и посебни стратегии на секоја држава. Истото тоа го направи и Република Македонија и владата на Република Македонија. Ние видете како влада овој период 2 години пред да започне кризата, ние наследивме една полоша економска состојба, турбулентна би рекол, од претходните кризи, едно лошо владење и менаџирање со кризите во претходниот период, па затоа поучени од тие негативни њуз појави кои што и ден денес ги влечевне и требаше да поминат цели 2 години да направиме една комплетна стабилизација. Сите мерки кои што ова влада ги носи во моментот и ќе ги носи во иднина, ќе бидат базирани на добра и комплетна анализа, базирана на 3 основни постулати, а тоа е прво заштита на стандардот на граѓаните, да не влијае многу кризата на поџебот на граѓаните, да удри како што било претходно, да внимаваме колку што можеме. Исто така, втората работа е да не направиме некои поголеми потреси во економијата, која што е извозно ориентирана, бар во однос на енергенси, нафтени деривати, кои влијат пак на целокупното стопанство. И третата работа е да не направиме поголеми пореметувања на државниот буџет, од кој што во многу зависат и другите тековни активности во државата, исплатата на плати, пензии и така натаму и така натаму. Сите овие 3 работи ги внимаваме и затоа се она што ќе го правиме, добро ќе биде промислено, добро ќе биде анализирано. Во контекст на самата криза, владата и прогласи, да речам, и кризна состојба во траење од 30 дена и една од главните работи како прв чекор за ублажување на кризата беше намалувањето на ДДВ-то на нафтените деривати од 18 на 10%. Сметаме дека се уште сме оптимисти како влада, како граѓани на Република Македонија, како граѓани на земјината топка на светот, дека кризата брзо ќе заврши ова војна криза, ќе се најде некоја солуција да се прекине војната, која што има големи последици секако во квалитетот на живење на целокупното светско население, вклучувајќи ја и Македонија. Се надам дека и режимот кој што постои во Иран ќе падне, ќе имаме една демократска влада со која нормално ќе може да се разговара, со тоа ќе се нормализира и состојбата во целиот свет. Во контекст на тоа, да кажам, не само во однос на ДДВ-то, исто така се реагираше и со одредени количини од државните резерви во однос на мазутот, со цел па да не направиме потрес во снабдувањето со електрична енергија. Цените на нафтата горе-долу, колку што можеме, ги стабилизиравме, се пониски во однос на другите држави, во однос на регионот. Исто така и електричната енергија нема поголеми потреси, така да владата со ова покаже и докаже дека со овој потек направи правилен потек
во моментално стабилизирање на економската состојба, да не дојде до некоја поголема инфлација, зголемување на цените да, ќе разговараме за удирање цените по и за животниот инфлацијата, стандард. меѓутоа знаете, експертите укажуваат дека подобри ефекти би дале доколку се интервенира во делот на акцизата. Затоа што акцизата е века и бензините учествува со 22 денари по литар, додека ДДВ-то се плаќа на вкупната сума. Дали владата има план Б доколку кризата потрае, цените на нафтата уште одат нагоре? Секако кажав дека владата има и план и Б и план С има, нормално и ќе одиме степ бај степ, чекор по чекор, со добро анализирање на сите овие потреси кои што се прават, со цел да не направиме потреспа на внатрешната економија, а да го штитиме стандардот на граѓаните. Исто така една од опциите не и понатамошното намалување на ДДВ-то, меѓутоа и акцизата која што е еден можеби од следните чекори доколку се продлабочува и зголемува кризата и расте цената на нафтата по барел. Сега како што знам некаде околу над $100, меѓутоа ако стигне денорно високи суми, тогаш ќе одиме и со наредниот чекор план Б, план С и така натаму. Кој е план Б, кој е план С? Па видете, тоа го дискутираме на поширока владини седници, со станоци, консултации со премиерот, со Министерството за финансии, Министерството за економија и сите други, енергетика, секако едно од главните министерства во однос на енергетската криза и комплетно ги носиме одлуките, вклучително ги вклучуваме и ценатите, мисля, на голем број на економски експерти како аутсорсинг. Нормално се е добре дојдено и се што е добра намера, владата е транспарентна и може да ги прифати. Меѓутоа, сепак да кажам и да повторам, нема да носиме популистички мерки, нема да носиме избрзани мерки, нема да носиме мерки кои ќе направат и пореметување на централниот буџет, со што после ќе се одрази повторно на животниот стандард на целокупното население. Сепак тие треба да бидат обмислени чекор по чекор за да можеме да направиме на поголема колку што можеме стабилизација во оваа економска и светска криза. Да напоменам и тоа дека во консултациите покрај мислењето на граѓаните, секако како транспарентна влада, ние имаме консултации со бизнис секторот, па да не направиме и таму некои поголеми пореметувања. Во тој контекст имавме... Кои се нивните барања на тие средби? Што бараат? Па, видете... Што бара бизнис секторот? Кој е тој, пошто нели секоја владина мерка си има импликации врз буџетот. Ако првата мерка од намалување на ДДВ-то го чини буџетот од 6 до 8 милиони евра, до каде, кој е тој праг до кога може владата да се дозволи без да се наруши тоа, да се доведе во прашање исплатата на плати и пензии? Па ние сме една од ретките држави кои на основ на намалување средства и прилив во буџетот, ние го штитиме стандардот на граѓаните преку намалувањето на ДДВ-то, како што кажавте и самите. 6 до 8 милиони евра ќе биде импликацијата по централниот буџет од собрани средства од ДДВ-то, доколку би било 18%. Меѓутоа, буџетот е во добра кондиција, знаеме до каде се лимитите и на кој начин како да реагираме. Видете, бизнис секторот имавме средби покрај со снабдувачите на нафта и нафтени деривати. Големите и помалите играчи имаме редовни контроли од страна на пазарната инспекција, меѓутоа имавме средби и со стопанските комори, имавме средби со маркетите на ниво на Македонија, големите синџери маркети, главните играчи во трговијата пред се на основни прехранбени производи и секако со производителите и дистрибутерите има навистина добар и коректен однос. Да ги пофалам, совеста е на високо ниво. И кажавме дека отворено во низ разговор дека доколку има оправдано зголемување, економско зголемување на цените, окей, меѓутоа ако ние заклучиме дека тоа е неоправдано и дека голем дел од тој синџир на снабдување на производи на граѓаните, значи од дистрибутери, производители па маркети, сакат да спечалат во оваа економска криза како што било во минатото со поединци, на грбот на граѓаните дека ќе бидат санкционирани од страна на сите оние законски можности, мерки што ги имаме и како Министерство за економија и труд, и како инспекторати, меѓутоа и како влада.
Меѓутоа, очигледно дека трговците иако беа казнети претходно, не извлекоа поука. Цените во маркетите веќе имаат пораз, значи се зголеми цена на јајца, пораз на цената на маслото за јадење. Дали се очекува од пораз на цените, еве сега се ближат велигденските празници, на другите производи за повеќе да заработат? Што ви ветија на тие состаноци кои што ги имавте? Видете, на состаноците пред се на состаноците со маркетите, синџирот маркети, оние кои што се генерални играчи во Македонија, меѓутоа и регионалните синџири на маркети, укажавме на тоа, тие се жалеа дека често пати не се тие причината за зголемување на цените, често пати се и самите дистрибутери и производители кои сакаат кои нудат повисоки ценовници и повисоки цени. Кажано беше, даден емейл и од страна на Министерството за економија и труд и пазарната инспекција, секој зголемување на цени и ценовници да го пријават на тој мейл, а ние како инструменти и мерки на предпазливост ќе ги искористиме сите, да речам, можности на пазарната инспекција да испитаме дали е во ред зголемувањето на цените или не. Точно е дека има одредени зголемувања на неколку производи, тоа се јајцата и маслото. Во овој период, меѓутоа, имаше и предвоената криза зголемување на цената на јајцата. Знаете, кога имаше енормно зголемување, па се намали енормно цената на јајцата, сега имаме повторно зголемување, некои го поврзуваат со великденските празници, може би има мала вистина, меѓутоа, јас би посочил тоа, пред се цената на маслото е берзански производ и е порасната на светските берзи за одреден процент, што нормално се одразува и кај нас, бидејќи сите сировини за производство на масло се увозни и секако јајцата е зголемена цената поради две причини. Едната причина е зголемувањето на сировините за исхрана на живината во живинарските фарми на кокошките, пред се на пченката и сојата. Пченката има мало покачување поради зголемување на транспортните трошоци, што е проблем и генерално за сите производи, бидејќи транспортот со зголемување на нафтата се влија и на цената на самиот производ. Еден од главните влезни инпути во формулирањето на цената, меѓутоа поголем проблем е сојата. Ние не произведуваме соја како држава, увозна е сојата во Македонија и ја увезуваме од Грција, воглавном 90%, меѓутоа нити Грција не ја произведува, туку ја увезува од Соединетите Американски држави и Аргентина, значи од америчкиот континент. Ако цената била пред месец дена $312 по тон соја, сега е зголемена за $50 на тон и изнесува $362. Последните информации што ги имам апдетирани нормално за светската цена на соја, меѓутоа тука го ставаме изголемениот транспорт и додека дојде во Македонија како втора, трета рака, да речеме, во однос на набавката на соја, цената изнесува над $400, околу $410 и од тука тоа е една од главните причини за зголемување на цената на јајцата. Кризата во регионот, во Европа и во светот за производство на јајца е зголемена и од одредени европски закони, за таму законот за декарбонизација и така натаму, намалено е производството и одгледувањето на живина во живинарските фарми. Влија исто така и Украина како еден од главните извозници во Европа на јајца и сето тоа влијае на комплетната цена на јајцата на светските берзи и да напоменам, Македонија има капацитет со своите капацитети да го снабдува домашниот пазар, бидејќи ние на месечно ниво произведуваме околу 1.100.000 јајца, потребите се околу 1.000.000 јајца месечно во однос на бројот на населението во Македонија, меѓутоа поради повисоките цени секаде во околината, јајцата и маслото се повисоки 10 до 30% во околината. Да ги тргнеме на страна овие два производи. Само да закружам мислата, поголем извозот на јајца нормално е, секој сака да оствари поголем профит и од тука имаме и помал, ете и понудата и поборавачката како една од основните постулати во формирање на цената во економијата и тоа е едно од влијанието за малку по-висока цена. Да напоменам дека имаше обид за илегален увоз на јајца, открива од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство 40 тони. Ние ревносно како држава
ќе се бориме против сивата економија која на некој начин и ја еродира постојаната и легална економија во Македонија, како примерот со овој нелегален увоз на јајца. Во однос на другите производи. За другите производи сега, пошто нели цената на нафтата е влезен инпут во сите производства. Еве сега од пекарската индустрија најавуваат зголемување на цената на лебот. Сето тоа ќе рефлектира зголемување на сите останати производи. Дали владата има механизми против повисоките цени? Јасно е дека ќе одат нагоре, меѓутоа до колку може и до колку може да истражи. Не само тоа што имаме најевтини цени на нафтата, бензините и нафтените деривати во регионот и поради тоа имавме голем одлив на нафта и нафтени деривати поради набавката на нафта и нафтени деривати на граѓани од соседните држави во блиските бензински пумпи, каде што набавуваат нафта поради поевтината цена, што е нормално. Меѓутоа, од друга страна, ние и во овај период на еве, да речам, светска криза, ние имаме најевтини цени на прехранбените производи во однос на регионот. Во однос, пазарниот инспекторат, како никогаш досега, врши редовна контрола. Имаме 30 екипи кои што ги контролираат не само бензинските пумпи, ги контролираат и целиот синџир на формулирање на цената до цената на рафт каде што ја купуваат граѓаните. Од производители, дистрибутери па и маркети секаде во целиот регион на Република Македонија, од тоа што го добиваме како информации го споредуваме со соседните држави. Споредбата ја правиме со две држави кои се во склоп на Европската унија и две држави кои не се во склоп на Европската унија, се во регионот. Правиме споредба со цените на Бугарија, Хрватска, кои се дел од Европската унија, меѓутоа Србија и Косово, кои се надвор пак од Европската унија, и со тоа слободно можам да кажам дека цените на прехранбените производи во Македонија, за разлика од различни производи, се движат од 10 до 30% по-ефтино. Меѓутоа, знаете, сега платите нивни во Европска унија се многу повисоки од нашите. Па не би нормално е да има пониски цени кај нас на производите за да може да преживеат. Не би рекол, ние и споредбата на платите ја правиме, така да животниот стандард горе долу е тука во однос на соседните држави. Видете, не може ние сега да се споредуваме со Данска, со Германија, меѓутоа со Бугарија, Србија, Косово, па еве и Хрватска како понапредна држава дел од Европската унија, имаме некоја споредба во однос на животниот стандард и цените, и да напоменам дека пазарната инспекција и понатаму ќе врши контроли. Доколку има оправданост на зголемувањето на цените поради сите овие X фактори кои што и кажавме, окей, меѓутоа ако видиме и заклучиме дека има непазарна логика во формулирањето на цените и сакат поедени трговци, производители и дистрибутери да го искористат овој момент и на ова голема светска економска криза да печалат на грбот на граѓаните, како што тоа го правеле во претходниот период, ние ќе реагираме. Дали ќе реагираме со казни, дали ќе реагираме со мерки одредени ограничувања, дали ќе одиме во однос на намалување на ДДВ и така натаму, тоа ќе го донесеме како заклучок со една комплетна анализа на некои од владините седници линија, доколку има потреба за тоа. Може ли се повторно замрзнување на цени и ограничување на маржа? Па се е во опција во зависност од тоа како ќе се однесуваат сите овие играчи на пазарот во така, ги споменавте пазарната инспекција дека се на терен, меѓутоа главната цел и таргет ни се граѓаните, да заштитиме животниот стандард и да задржиме куповната моќ на граѓаните. Да напомениме и да не заборавиме дека и претходно имавме кризи вакви слични. Имавме ковид криза, енергетска криза, војната во Украина, меѓутоа тогаш имавме најголема инфлација во Европа, која достигнуваше и над 20%. Имавме уништување на животниот стандард и куповната моќ од 20 до 30% по џебот на секој граѓанин во Македонија со лошо употребени мерки и со лошо ограничување на тие цени кои што не биле врз база на анализи, туку биле врз база на популизам и чисто политиканство. Тоа нема да го направиме, ќе внимаваме, ќе ги анализираме работите и секогаш ќе ни бидат таргет и интерес граѓаните и заштита на нивниот животен стандард, без да направиме некои поголеми потреси во кревката економија во Македонија, како што го кажав и на почетокот. Споменавте неколку пати дека пазарните инспекторати е на терен. Од тие 30 тимови кои што работат, колку казни до сега се изречени и дали има казни од антимонополска комисија? Видете, пазарната инспекција во текот на ланската година направи преку 25.000 контроли
во Македонија. Зборувам во период кога сакавме да симниме инфлацијата на едно задоволително ниво. Нели инфлацијата тргнавме од претходно многу повисока, стигнавме до ниво на крајот од годината беше околу 4%, нешто над 4%, меѓутоа февруари месец веќе имавме симнување на инфлацијата пред да фати воениот конфликт на задоволителни 2,9%, и таа беше проекцијата и на Народна банка на Република Македонија и на владата, меѓутоа и премиерот во своите изјави секогаш кажуваше и укажуваше дека главна цел ќе биде да стабилизираме инфлацијата од 2,5 до 3% во текот на ова 2026 година, доколку имаме нормална економска година и немаме светска економска криза. Тоа го направивме во февруари, за жал сега ќе видиме колку ќе биде степенот на инфлација, трошоците на живот, кога Државниот завод за статистика, мислам на почетокот од април месец треба да излезе и да видиме колку воениот конфликт влијал на самите цени и животниот стандард. И да кажам дека минатата година имавме околу 3 милиони евра казни изречени од страна на пазарната инспекција. Напоредно со пазарната инспекција, лани почна за прв пат да функционира законот за нефер трговски практики за земјоделски и прехранбени производи, и во однос на тој закон таа надлежност за контрола ја доби Комисијата за заштита на конкуренција. Значи законот потегна од кај нас како Министерство за економија и труд по европска директива, земен како рол пример од неколку држави европски каде што функционира овој закон, Бугарија, Хрватска и Словенија, применет кај нас. Требаше да помине рок од една година да видиме како функционира самиот закон, како ќе го спроведува. КЗК беа добри, одлични, има преку 30 казни, мислам, изречено, решенија за глоби за казни. Меѓутоа, последна година увидовме дека има одредени технички проблеми во самиот закон и казнените одредби се многу ниски во однос со она што го изигруваат овој закон или го изигрувале претходно во однос на работите и уценувањето на добавувачите од страна на трговците. Најавени се измени со повисоки казни, кога да очекуваме да стапат тие на сила? сила? Видете, измените заедно ги работевме со Комисијата за заштита на конкуренција, бидејќи тие ги имаат информациите пак од терен, практично каде законот потврлува, ќе има одредени козметички промени, меѓутоа и промени во казнената политика. До сега најголемата глоба беше 20.000 евра за големите маркети. Меѓутоа, сега ќе биде 10-кратно повисока. Очекуваме да биде околу 200.000 евра, може би и повисока. И за прв пат ќе има казнени одредби и за самите добавувачи, односно производители и дистрибутери со одредени казни, бидејќи ако овие му диктират нефер трговија на грбот на граѓаните, што се одразува трговците, тогаш ако ја прифаќаат таа игра производителите и добавувачите, тогаш коректно и тие да бидат казнети, а да ги заштитиме граѓаните и нивниот животен стандард. И да напоменам и тоа дека доколку воената криза се стиши, дека овој закон за брзо време ќе биде и во владина процедура и пред собранието пратениците, каде што ќе бидат направени тие измени и ќе почне да се практикува од оваа тековна 2026 година во интерес на добавувачите, бидејќи биле оценувани претходно страна на маркетите и се уште се оценувани, бидејќи има и некој начин како може да го изиграат законот. Тоа сега ќе се стесни, нема да биде овозможено со овие промени, така да очекуваме дека на подолг рок, дека поголемо стабилизирање на цените на пазарот и заштита на животниот стандард и куповната моќ на граѓаните ќе предизвика овој закон и промените кои ги предвидуваме. Да, моето последно прашање до вас, господине Ристевски, еве споменавте и вие имавме неколку кризи до сега изминативе години. Дали со презамените мерки ја научивме лекцијата, дали се одбрани правите мерки и што доколку еве кризата потрае, се претпоставува дека нафтата може да достигне и 150 дури $200 за барел. Добро. Како ќе се справи владата? Дали треба граѓаните да бидат спокојни дека ќе им биде барем малку заштитен животниот стандард? Ова влада во овој период покажа и докажа дека има капацитет да се справува со кризи, да го штити стандардот на граѓаните и тоа еве го покажуваме и во овие моменти на светска економска криза, која што воопшто не зависи од Република
Македонија, ние ќе ја пратиме и да бидат спокојни граѓаните, бидејќи видите многу појаки економии држави после ова криза со некои мерки кои не ги превзедоа или ги превзедоа, имат многу повисока цена на нафтените деривати, веќе инфлаторната спирала почнува да дејствува во тие држави, дури има и недостаток на нафтени деривати. Кај нас нити има недостаток на нафтени деривати, нафта и бензин може да се напави во секоја бензинска пумпа, нема ограничување на количините за набавка, цената е најниска дека во може да ја регионот. снема или не? Па, видете, за сега не, бидејќи имаме добра политика и имаме пониска цена не само на прехранбените производи, туку и на нафтата, која што е еден од главните инпути во формулирањето на цената на сите производи воопшто во економијата на државата. Понатаму, доколку има потреба, имаме можност, законски можности како да реагираме, дали ќе биде намалување на акцизата, ДДВ-то, дали ќе има одредени мерки на ограничување на маржи и така натаму, тоа ќе го носиме на една поширока владина седница и низ разговор, дискусија и заеднички став на повеќе министерство од владата. Колкава инфлација очекувате годинава? 3,5 или? Видете, ако кризата брзо заврши, очекуваме она што е проектирано од страна на Народна банка и владата. А доколку потрае кризата, ќе видиме, ќе гледаме да инфлацијата држиме на пониско ниво од околните држави, имаме и да го зачуваме колку што можеме повеќе животниот стандард на граѓаните, како што кажав. Секогаш, во секој мој разговор го кажувам животниот стандард, бидејќи таргет на оваа влада се граѓаните, меѓутоа и заштита на кревката економија во Македонија. Ристевски, јас ви благодарам на интервјуто. Благодарам и на вас.